Повторно сме со најмладите членови на семејството Јаневи и со нивните другари. Андреј, Николина, Маја, Марко, Бојан и да не го заборавиме Бубу. Тие се енергетска математика нова генерација. Целото друштво е на екскурзија во хотел. И тука има начини како да заштедат електрична енергија со одговорно однесување. Кога излегуваш од собата, не заборавај да ги исклучиш светилките и телевизорот. Голем број хотели се уште немаат картички за собите, кои кога не се на место, автоматски се исклучува електричната енергија во собата. Не заборавај отворен прозорец во собата ако собата се лади или се грее. На тој начин залудно се трошат 10% повеќе годишно. За време на појадокот, ако има шведска маса, користи ја истата чинија ако земаш уште јадење. Наместо за секое дотурање да употребуваш нов тањир и така непотребно да се мијат повеќе садови. На тој начин, за еден месец ќе се заштеди 75 киловат-часови. Во просторијата каде што се одржува презентацијата, не оставајте ја вратата отворена само затоа што вам ви е топло. Големите хотелски хали тешко се загреваат и се користи многу енергија. Проветрете накратко и затворете. Во хотелите крпите се перат секој ден. Ако престојуваш подолго, користи ги истите крпи повеќе од еден ден, затоа што и така ќе бидат доволно чисти, а нема непотребно да се троши електрична енергија за нивно перење. Ако се перат секој трет ден наместо секој ден, ќе се заштеди 4 киловат-часови дневно или 120 киловат-часови месечно. Кога ќе се послужиш од барот, затвори ја вратата од фрижидерот. Нема потреба да се оставаат светилките навечер додека спиеме. Се троши електрична енергија. Користете го и тајмерот на ТВ приемникот, наместо да заспиете и да го оставите да работи цела ноќ. Со примера на советите што ги видовме во оваа епизода, секој од нас индиректно влијае да има помалку емисии на јаглерод диоксид во атмосферата.